Добар ден, ви благодарам што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Оваа пресконференција е посветена на цената на горивата, акцизата, дизелот, кој што гледаме и очигледно е дека отидоа горе, дека ги засега семејствата, економијата, стопанството и сите во Македонија. Ова е содржинскиот дел на оваа пресконференција. Почитувани присутни, новата влада на ВМРО ДПМН, предводена од Христијан Мицковски, во првите 100 дена ќе ја укине дополнителната акциза на горивата воведена од владата на Заев и Тевдовски. Јасно е дека цените на горивата отидоа горе и тоа како ги засега граѓаните, стопанството, транспортните предпријатија. Од тие причини треба да се намали акцизата на горивата, треба да се анулира зголемувањето на акцизата од 3,5 денари по литар, воведено од Заев и Тевдовски, и на тој начин да имаме намалување на цената на горивата и скратување на трошоците за семејствата и компаниите. Неколку примери. Прво, во оној момент кога Зоран Заев ја презеде владата, во јуни 2017 година, едно семејство за да наполни 2 пати месечно резервоар со гориво требаше да потроши 4500 денари. Сега истото семејство, за да го наполни истиот резервоар, треба да потроши 6500 денари месечно. Тоа се трошоци од 2000 денари дополнително само за полнење на резервоарот. Ако тоа го пресметаме на годишно ниво, гледаме дека откако Зоран Заев е премиер на Република Македонија, едно семејство само за гориво троши 24.000 денари повеќе само за гориво во текот на годината. Тоа е 1,5 плата на ниво на година. 24.000 денари. Од тие причини треба да се намали акцизата и да се укине акцизата која што ја воведоа Заев и Тевдовски. Втор пример. Ако порано еден трактор за да го наполни резервоарот требало да потроши 3000 денари, денес истиот земјоделец за да го наполни истиот трактор треба да потроши 5000 денари. Ако видиме дека секој земјоделец треба да го изора својот имот или своите ниви најмалку 3 пати годишно, доаѓаме до тоа дека секој земјоделец, зависно од површините кои што ги одработува, треба да плати 6 до 10.000 денари повеќе за гориво. Трет пример. Ако ги погледнеме повратните билетини из Македонија, гледаме дека тие одат нагоре. Неколку примери. Во времето кога Заев стана премиер, повратен билет на релација Скопје-Богданци беше 580 денари. Сега истиот билет е 720 денари. Порано месечна карта на релацијата Скопје-Куманово пред 2 години беше 2500 денари, сега истата е 3000 денари. Тоа е значително зголемување. Повратен билет на релација Скопје-Делчево беше 500 денари, сега е 730 денари. Повратен билет од Скопје до Струга беше 650 денари, сега е 750 денари. И така натаму, и така натаму. Значи, примерите се навистина бројни. Ако ги видиме, има огромен број на случаи, докази и гледаме и се чувствува тоа во економијата. Ако треба сето ова кое што го кажав да го сумирам во 30 на секунди за вестите и за прилозите кои што треба да се подготват, тоа е следново. Новата влада на ВМРО ДПМН е предводена од Христијан Мицковски. Во првите 100 дена ќе ја укине дополнителната акциза на горивата воведена од Зоран Заев и Драган Тевдовски. Јасно е, евидентно е, дека цените на горивата се енормно високи. Тоа го чувствува секое семејство. Секое семејство на годишно ниво, со зголемувањето на цените на горивата во последните 2 години, откако Заев е премиер, месечно губи по 2000 денари, а на годишно ниво тоа се 24.000 денари. Горе отидоа цените на билетите во автобускиот превоз, дополнително плаќаат и земјоделците, така што јасно е дека трошоците отидоа горе. Одговорна влада треба да го препознае, одговорна влада треба да реагира,
Но факт е дека владата на Зоран Заев и неговите 28 министри е неодговорна влада. Одговорна влада ќе дојде, промените ќе дојдат, ВМРО ДПМН ќе ја состави новата влада. Пред 10 дена на изборите јасно беше, преку бројките и резултатите кои што ги имаше Гордана Силјановска Давкова, дека ќе имаме 53 пратеници, а СДСМ 40, и дека новата влада ќе ги донесе промените кои што се повеќе од неопходни за Македонија. Тоа е она кое што би сакал да го соопштам. Повелете дали има прашања. Доколку нема, ви благодарам што дојдовте на денешната пресконференција. Исто така, би сакал од името на ВМРО ДПМН да го честитам 1 мај на сите граѓани на Република Македонија, особено на работниците. Благодарам.